Според проценките на Меѓународниот монетарен фонд, ефектот не би бил незначаен, ефектот би бил особено изразен. Тие проектираат можен пат на економската активност од 0,2% до околу 7%, значи понисок економски раст, а дури доколку овие процеси се проследени со технолошка фрагментација, тогаш може да достигне и до 12%. Зошто? Да се вратам еден чекор поназад. Глобализацијата, односно растечката трговија со децении наназад имаше бројни предности за глобалната економија. Самата економска, трговска, финансиска, технолошка интеграција на земите во светот придонесе, всушност има истражувачки материјали кои што упатуваат на тоа, до значаен раст на светскиот доход, намалување на светската сиромаштија, а особено намалување на сиромаштијата и изголемување на доходот во помалку развиените економии.